Госпожа Шекеринска, ако се обидеме да го сублимираме целиот ден и сите различни аспекти, особено и во Европската Унија и во НАТО, се би било во една реченица. Ако испорачате, ние ќе возвратиме. Меѓутоа, што е тоа што она ќе возвратиме, особено на планот на ЕУ сега, е поразлично од претходните години, кога бевме научени само на одлагање и одлагање. Оно што се случуваше во Македонија во изминативе месеци, па и неколку години, мислам дека не доведе до ситуација да добиеме втора шанса. Зошто? Заради тоа што Европската Унија исто така виде дека кога немаш политика, кога немаш инструменти, кога немаш одлуки, вакуумот се пополнува со многу неповолни нешта. Она што е јасно е дека Македонија има нова влада и она што денеска го испративме како силна порака е дека таа влада не сака да глуми реформи, туку дека таа сака тие реформи да ги испорача пред се за своите граѓани, но и како порака до Европската Унија и до НАТО. Не мислам дека Унијата и НАТО се променија, но ние дојдовме во Брисел за да покажеме дека нашата волја политичка, дека нашиот политички збор ќе држи место и дека тие зборови ќе бидат пропратени и со акција. Што ќе значи конкретно таа акција? Бидејќи од сите пораки очигледно е дека барем Брисел нема да ви даде како влада 100 дена за прилагодување, резултатите ќе мора да се испорачуваат веќе од утре со доаѓањето на Прибе, следната посета на Хан, извештајот акцијски што треба да го подготви Прибе до 10 јули. Што значи тоа во контекст на она што од утре веќе ќе треба да се испорачува? Ние уште во време на предизборната кампања минатата година кажавме дека нема да имаме право на 100 дена, заради тоа што Македонија нема 100 дена за губење. Целиот овој процес на одоговлекување со изборот на влада, со процедурите во собрание, дополнително ни го стесни маневарскиот простор. И на некој начин Македонија повторно ќе треба да изведе чудо за да до крајот на годината покаже дека реформите не се само на хартија, туку дека тие стануваат и политичка реалност. Се согласувам дека некогаш тоа не е фер. Она што не сме го сработиле за неколку години, сега да се очекува да го завршиме во 3 месеци, но мислам дека тоа од нас го очекуваат и македонските граѓани. Зошто? Заради тоа што навистина се заморија и изгубија многу шанси поради чекање. Нашата цел ќе биде да се фокусираме на областите кај што во следниве 3-6 месеци можеме да испорачаме. Од каде ќе се почне? Извештајот на Прибе е голем, врз негова основа на него се напишани итните приоритети. Јасно е дека кога Прибе ќе дојде во Македонија неделава, нема да најде речиси ништо исполнето, односно само еден нацрт извештај за реформа на УБК. Од што ќе се почне и што е тоа што вие го донесовте денеска овде за да ја добиете таа порака. Испорачајте, ние ќе возвратиме. Сметам дека немаме право да тераме една реформа која после тоа ќе продолжи во друга реформа. Неколку крупни реформски пакети мора да ги почнеме од вчера. Едната од нив е реформата на правосудството, која и самите се свесни дека ќе бара повеќе време. Но не е целта да кажеме кога ни е последниот рок, туку веднаш да почнеме со зголемување на транспарентноста во судството, со зголемување на нивната одговорност пред сите оние кои што ги бираат. Втората област се секако медиумите. Не е прашањето дали ќе се само промени законот. Битно е да видат дека македонската влада нема да продолжи да ги корумпира медиумите како оние претходните. Битно е да престанеме да го користиме инструментот наречен тужба за клевета за да ги притискаме новинарите. И ова се работи кои што можеме да кажам во релативно кус рок да ги испорачаме. Третиот важен дел е создавање на демократски институции кои што ќе контролираат власта. Тука превземавме обврски, тие ги покажавме во Македонското собрание. Собранието на вистина да биде центар на политичките случувања. Владата на вистина да одговара пред избраните представници на граѓаните. И четвртата област која што и ние ја спомнавме, мислам дека влијае на сите, тоа е борба против корупција преку зголемена транспарентност. Сакаме на граѓаните на Македонија, меѓутоа и на ЕУ и НАТО, да покажеме како се трошат парите, како функционираат институциите и кој носи одговорност за сработеното и за несработеното. Да ги направите и најдобрите европски закони,
се соочувате со суровата реалност, а тоа е дека за голем дел од законите, особено за судските реформи, треба консензус или двотретинско мнозинство. Како ќе се обезбеди тоа во политиката на и на етење, која што досега беше пракса во Македонија? Прво да кажам дека и нашиот впечаток е дека во праксата која што ја воведе поранешната влада, да решиме се со нов закон, е лоша пракса. Ке се трудиме во многу од овие области. Вие спомнавте некои од нив, медиуми, например, омбудсманот и други, да ги решаваме проблемите на тој начин што ќе ги применуваме законите кои не се лоши. Меѓутоа, проблем беше во нивното спроведување. Но се согласувам со вас дека кај еден дел од законите ќе треба да бараме двотретинско мнозинство. И ние првите чекори кон покажување поинаков стил на политика ги направивме. Опозицијата доби да раководи важни комисии. Во одреден број на комисии е дури и мнозинство. Тоа е одреден политички бенефит за ВМРО-ДПМН, но тоа е и политичка одговорност. И ние сметаме дека во еден инклузивен процес во кој ќе поканиме и опозицијата, ќе ги поканиме и граѓанските организации, експертската јавност, да дискутираме за судските реформи, дека полека, но сигурно Македонија ќе ја движиме кон ситуација да има двотретинска поддршка за одреден реформски пакет. Фактот дека Прибе ќе дојде и дека еден дел од неговиот тим ќе се сконцентрира и на овие реформи. Фактот дека имаме препораки на Венецијанската комисија околу судските реформи може да ни го олесни тоа. Ако некои изберат да продолжат со инеетења и блокади, тоа е нивен избор. Меѓутоа, сметам дека притисокот и од јавноста, и од Европската унија и НАТО ќе биде преголем. На Македонија и се потребни решенија. Секој може да придонесе. Власта ќе ја носи најголемата одговорност, но ние подадовме рака кон опозицијата. Неизина е одговорноста дали ќе ја прифати или не. И сега доаѓаме до двете прашања кои ги обединуваат двете ваши функции, вице-премиер и министер за одбрана. Во ЕУ целта е отварање на 23 и 24 поглавјата, односно почеток на преговори. Во НАТО членството на двете виси проблемот со името. Можне ли се, особено еве прво, на планот на ЕУ некакви креативни, нови решенија кои што би овозможеле старт на преговорите, а во подоцнежна фаза и решавање на името, и има ли такво расположение во ЕУ? Расположенијата не треба да ги чекаме. Расположенијата треба да ги создаваме. Нашата цел со денешната посета во Брисел, со посетите кои што премиерот ќе ги направи во Бугарија, со посетата на министерот за надворешни работи на Грција, ќе биде да покажеме нов тип на политика. Политика на отвореност, на добрососедство, на неполитизирање на билатералните односи. Целта е да испратиме пораката. Регионот може да биде само подобар и посигурен ако Македонија се обезбеди себе си со членство во НАТО и со преговори во Европската унија. Еден период безбедноста на Западниот Балкан престана да биде прашање. Можеби тоа беше 2008, 2010, 2011. Во последните неколку години сите наши соседи, Европската унија и НАТО, видоа што се случува кога една мала Македонија оди кон нестабилност. Да, го слушнавме и господинот Хан денеска вели Европа треба да испорача и да ги има предвид грешките што ги направи кон Македонија, потребен е нов приод. Го слушнавме и господинот Столтенберг на пресконференцијата со премиерот вели безбедноста на Западниот Балкан, стабилноста е клучна за НАТО. Меѓутоа, сето тоа завршува на она взаемно прифатливо решение. Колку оваа влада е подготвена со своите партнери да работи на тоа подотварање на вратите, па дури и под привремената референца? Ние како влада покажавме дека ќе сакаме да развиваме добри односи со соседите. Тоа мислам дека ќе биде видливо, мислам дека тоа веќе се цени. Прашањето ја чинеше Македонија многу и тешко е да се очекува дека тоа може лесно да се реши. Да беше лесно, ќе се решеше на почетокот на нашата независност. Меѓутоа, ние сакаме повторно да го обезбедиме она што беше стандард до 2007. Да, сакаме да го решаваме проблемот, меѓутоа, ајде да не дозволиме проблемот да стане блокада во сите наши меѓусебни односи. Дали ќе биде тоа тешко да се направи? Апсолутно да. Но наша задача е на тоа да се посветиме. Мислам дека и во Европската унија и во НАТО беа гласни
и политичарите и структурите кои велеа дајте да не ја повториме грешката. Пораката која што ја добивме од ЕУ е дека ако Македонија испорача и Европската унија ќе мора да испорача. Не заради обврска, туку заради паметна одлука. И ние ќе работиме на тој тип создавање на нова клима во односите со нашите соседи, за да се отвори вратата, за да ја стабилизираме државата и за да можеме на тие прашања да пристапиме од еден многу поконструктивен и многу попозитивен начин. За крај, ќе имаме одмрзната препорака во декември? Јас сум сигурна дека ако секој го направи своето, одмрзнатата препорака е реалност. Ви благодарам.